Здраво на сите, ќе направиме една подготовка за неделата, затоа што моментално е 9:12 македонско време, иако тука е 11, ама затоа што сум на Сейшелите 2 сата разлика. При маркет уште не е почнато, но има интересни работи што се има случајно преку ноќ. Така да ќе ги прокоментирам тие, ќе погледнеме сите акции која на која позиција се наоѓаат и што би правил доколку би трейдал, иако мислам дека нема да го правам тоа оваа недела. Може некој swing ќе утврдим комбинација, ама генерално само ќе ви давам мислење и анализи од тука додека одмара малце. Значи што имаме главни работи што се има случајно преку ноќ. Нафтата има падната за 6,27%, практично со сега, значи $79 моментално, така да тоа е многу добро за целиот пазар, заради тоа што значи дека тензиите се смируваат, економијата продолжи да оде нагоре и средствата од исплашените инвеститори постојано се враќаат назад у компаниите што се биле продавани само заради паниката околу фактори што не директно се вина како војни и слични. Сега, друга работа. Фьючерсите на S&P и на Nasdaq моментално се плюс 0,47, плюс 0,60, тоа е супер плюс. Ова се цените по кои што на компаниите, јас што ги следам по кои што имат затворено у петоко и што се има случајно со нив постмаркет. Значи постмаркет гледате сите се тука горе доле некаде у мал минус. Меѓутоа сега кога ќе отворе берзата, внимавајте, верувам дека поголемиот дел од нив би биле ќе почнат со доста големи плюси, пошто ова не е мал пад на нафтата. Ај сега да се префрлиме на чартовите и ќе дискутираме сите акции. Што имаме? Кај Apple, после earningo имавме огромна корекција, може да видиме тука, значи имаме корекција од 340 до доле паднавме до 300 левел, значи 12% што успеа да задржи. Што би ми било интересно да ја тркувам оваа недела. Значи прво pullback тука да ретестирам како higher high на 303 левел. Тоа би било многу интересна ситуација. Уште поинтересно. Previous day high, значи над 310, толку би трейдал денеска над 310 Apple би ми бил многу булиш, а за целата недела над 317 би ми бил омилен левел за тргување. Palantir исто, имаме еден тука имаме една диагонала на Palantir, дека што направи break и retest, имаше fake out по break и retest неколку пати, гледаме дека уште го држи тај тренд лайн, ако може за некој да мисли дека тоа даунтренд, на мене ми е многу интересно што не пропадна никако по тоа. Значи Palantir за денеска исто ги гледам yesterday's high, најомилено нешто, значи кога имаме ваква pullback ситуација на берзата генерално, најомилено нешто ми е петоко, да речеме дека некој се у плюс, некој се у минус, после оварнат одот у минус и скача преку неделата вест дека се смерува ситуацијата помеѓу Америка и Иран. Нафтата паѓа, треба да отвара примаркет. Верувам дека најдобро сценарио на мене за трейдање ми е над највисоката цена од петоко на акциите. Значи на Palantir тоа е 123.43, највисоката цена што ја постигна претходниот трейдинг дей што беше прекирите на 123 като би било много интересна напълно. Кај Nvidia, тука сме на supply зона и имаме SMA и имаме уште една. Што е тука целата? Сега да речеме дека ќе има pre-market cap, дека ќе испале малце надолу. Тука на 202 е исто како е Palantir што зборев сега, на Nvidia 202-ката е највисоката цена од петокот, значи над 202 прекирите, верувам дека ќе се изедначи или тука некаде ќе биде со SMA. Значи единствено нешто што би внимавал SMA 20 и 50 SMA на 203, 206, тука е малку риски, ама како и да е, теко на неделата верувам дека Nvidia, доколку продолжи добро да оде целата берза, би го задржала да го ретестира овај левел тука што е 198. 200
заедно со овие SMAs и после да продолжи полека на кај 212, 214. Тоа ми е главната работа. Селов имаме кај Intel, нема да го дискутирам, тука буквално на меѓузона се наоѓа. Ако пропадне под најниската од 90-ката, например, да ја ретестира, тука може да оде доле до 80 или успротивна насока на кај 98-100 левел. Мета е тука. Интересно да коментираме. Иван, затоа што не сте гледате во видеото за мета. Имаме earning pad и полека гледате дека си прави higher high spot. Значи мета за ова недела supply level 557, тука 558. Би бил доста интересен за break и retest. Исто како што зборив за Apple, исто како што зборив за Palantir break и retest на 558, затоа што знаете дека кај мета многу е поразличен спредо на акциите, заради тоа не ми се многу допаѓа. Вака го гледаме технички, е многу интересна ситуација да се враќа од овие lows што ги има направен. Тесла е многу интересна, знаете дека имам како long term swing отворен за јануари. Најниска точка сега за од претходна недела 293. Ако погледнеме на monthly, има задржано тука точно оваа димен зона што ми е многу јако, значи 290 и гледате има одбиено нагоре. На weekly исто така нели пробува и се враќа над горниот димен што е 310. Значи, пака ако гледаме поголемиот тренд на Тесла, окей изгледа нели сега за сега. Што би сакал да се случи? Оваа недела да задржи 310-311 и полека на 320-ката да се искачува. Когато вие гледате како скалички на искачување што треба да се врате заради падот од earnings, иако ова беше доста поголемо од очекување. Inverse head and shoulders, head, shoulder, shoulder и би можела да продолжи нагоре. Долу интересна Тесла. Хай од петоко е 315, што е тука некаде со supply 317-318, така да break и retest на овај левел до 325 таргет би ми. Amazon само се искачува цело време нагоре, но all time high има. Кулов, ако би направил до 257-258, много интересна ситуација. Едноставно, ако е прејака и ако продолжи нагоре на 273, тука има преки тест и немаме плафон за нагоре. Spy QQQ 750 горен, $740. На QQQ 687, тука е 680 каде ја задржа, што е со SMA у петоко. Значи тука ќе направам апдейт на левелите, значи тука е било 680 и после наредно е 698 заедно со SMA. Значи на поголем таймфрейм исто потенцијално inverse head and shoulders има на QQQ. Аз па едноставно си веќе е малце понапред у истата структура како на QQQ, значи може да го следе стави во што се случува. 740 retest или 750 breakout, тоест ми се зони. Microsoft многу јако се earning претходна недела, може едноставно да продолжи тука од 466 на кај 500 и после 500 има многу простор за раст нагоре. Robinhood упад, неа освен за шорт не би ја гледал сега за сега. Значи многу остар пат има. Над 90-ка тука прекирите ако направе, па после имаме 93-ка, па имаме 100-ката, така да постепено може да почне да се искачува, кога ќе наличе нешто слично на Тесла, да речеме, како инверс потенцијал да има, тогава би ми била па интересна, вака едноставно не гледам дека има многу заинтересираност за лонг трейдинг на Robinhood, иако може да се фане некој многу добар потек, да речеме, за low bottom или нешто слично, не ми е моментално на тоа фокус. Google исто е многу јако овој период. Има два левела што треба да ги ретестират, 342, овој бук, by the way. 342 има за ретест и 349, 350, значи овие двата, ако има pullback за ретест или над хай од петок од 358 breakout и палил нагоре.
Генерално тоа е тоа за денеска 10 минути брз преп и посакувам ви на сите успешна недела. Се гледам. Чао.